Политичката криза во Македонија и изборите како начин за излез од неа, мигрантската криза и стратешката определба на земјава да стане членка на НАТО беа темите за кои лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во САД разговараше на средбите со повеќе конгресмени, сенатори и луѓе од јавниот и политичкиот живот. На средбата со конгресменот Кристофер Смит, Груевски ги образложил заложбите на Македонија за членство во Алијансата. Груевски вели дека средбите се за обезбедување подобри позиции за Македонија и за јакнување на релациите со САД. И се трудам да дадам што повеќе информации, што повеќе објаснувања за состојбите во нашата држава, за предизвиците со кои се соочува, за нашите аспирации за членство во НАТО и се разбира членство во Европската унија. Миграцијската криза е од голем интерес и чести прашања. Политичката криза низ која што поминуваме, изборите кои што престојат, така што тоа се едни од најчестите теми со кои што разговарам овие денови со сите овие луѓе со кои се среќавам. И сето тоа е во контекст на обезбедување подобри позиции за Македонија, но и за зајакнување на релациите помеѓу Македонија и Соединените Американски држави. Конгресменот Смит пак вели дека е цврсто убеден во тоа дека Македонија треба веднаш да стане членка на НАТО. Верува дека резултатот од изборите ќе биде слика на она што го сакаат граѓаните. I am strongly in favor of Macedonia being part of NATO. Цврсто сум уверен дека Македонија треба да стане членка на НАТО веднаш. Со сигурност ги исполни критериумите, со извонредно лидерство на Груевски. Имав многу добар состанок разговарајќи за овие прашања и мислам дека државата ќе биде додадена вредност во Алијансата, лојален партнер и пријател. Државата треба да стане членка што поскоро и следниот председател на САД ова прашање треба да го стави во приоритетите. Што се однесува до дејствувањето на Груевски, импресиониран сум од неговото лидерство. Тој е човек кој на државата сака да ја донесе подобра иднина. Зад себе има и добри резултати. Посветен е кон градењето на демократското општество. Што се однесува до изборите, верувам дека она што го сакаат граѓаните ќе биде и резултат од изборите. Пратеникот Александар Николовски, кој заедно со Владко Ѓорчев беше дел од делегацијата, се надева дека ваквите средби ќе продолжат и во иднина. Разговаравме со господинот Кристофер Татал, директор за политика на целиот конгрес, како и со господинот Бенџамин Пушер, кој што е шеф на администрацијата на Американскиот конгрес. Разменивме мислења околу односите помеѓу Република Македонија и Соединените Американски држави, особено по однос на стратешката ориентација на Македонија за членство во НАТО и во Европската унија. Исто така разговаравме за економските достигнувања на Македонија, кои што високо се ценат тука. Груевски, како што велат од партијата, остварил средба и со доскорешниот заменик државен секретар и поранешен подсекретар за политички прашања во Американскиот Стейт Департмент Венди Шерман, како и со Елен Ташер, која беше подсекретар на Хилари Клинтон и долгогодишен конгресмен на државата Калифорнија. Груевски заедно со Николовски и Ѓорчев присуствува и на вечера со Деймон Вилсон, извршен подпредседател на Атлантскиот совет, Майкл Верц, подпредседател на Центарот за американски прогрес, кој е една од највлијателните организации во САД, Майкл Михан, шеф на Американското тело за наблюдување на медиумите, и Даниел Сервер и Майкл Хелштел, професори на Универзитетот Џон Хопкинс.